President Trump has hit the Balkans straight on. Председателот Трамп го стави Балканот на прав пат. Го гледаме тоа од неодамнешниот договор меѓу Косово и Србија. Не само Балканот, туку целиот регион. Тој исто така е фокусиран на источниот Медитеран. Ако го стабилизираме Балканот и ако го стабилизираме источниот Медитеран, тоа е добро за сите. Христос Марафацос, кој е копредседавач со коалицијата за национална разновидност за поддршка на Трамп, вели дека актуелната администрација направила многу за напредокот на Северна Македонија. There's been a lot of progress on the issue of North Macedonia. Има голем прогрес околу прашањето за Северна Македонија изминативе 4 години. Ке продолжиме да правиме напредок во целиот регион. Според Марафацос, Трамп е лидер кој ги средува работите на Балканот, за разлика од, како што вели тој, неговиот против кандидат Џо Бајден. Вели дека луѓето го поддржуваат Трамп, оти во него не гледаат политичар, туку прагматичен лидер кој ги исполнува ветувањата. Joe Biden has had 47 years to provide us what he can do and what he has done, and he's failed. Џо Бајден имаше 47 години да ни покаже што може да направи и што има направено. И потврди. Потврди многу пати служејќи на највисоко ниво во владата на САД. Служеше како сенатор во Комисијата за надворешни работи и беше подпредседател на Обама. Што направија за Балканот? Ништо. Не можеме да наброиме неколку работи. Председателот Трамп има докажано дека е прагматичен и иновативен бизнисмен и преговарач. Тоа ни треба. Прв пат во американската историја, вели тој, балканските држави имаат репрезентација во Америка. If you look at the campaign, right, for the first time ever in U.S. history, we have representation for Albanians for Trump and Serbians for Trump. Заедниците на албанците и србите сега се представувани од председателот. Ако ја погледнете неговата кампања, ќе видите дека првпат има коалиции албанци за Трамп, срби за Трамп. Тоа е репрезентација за целиот регион, не само за две држави на Балканот. Марафацос вели дека доколку Трамп биде реизбран за председател, ќе се ангажира во регионот за справување со дезинформациите внатре и однадвор, особено посветувајќи се на лажните вести од Русија и Кина, укажувајќи на ситуацијата со COVID-19 и вестите поврзани со вирусот. Вели дека тој тоа веќе успешно го прави преку честите твитови, комуницирајќи директно со граѓаните, кои можат во секое време да видат каде е нивниот председател и што точно мисли. На диаспората од Балканот во САД и порача да го погледнат договорот меѓу Косово и Србија, но и пошироко, историските договори со Израел, Обединетите Арапски Емирати, Азербејџан и други, за да сватат што може да очекуваат во наредните 4 години од Трамп.